Мило ми е што Зоран спомена две работи околу нашиот првосвещеник. И прво од Евреите 7 глава, таму алудираше на изјавата на апостол Павле, каков првосвещеник ни требаше. Ајде да отидеме таму. Прво таму послание до Евреите, 7 глава. Каков првосвещеник ни требаше? Каков првосвещеник ни требаше? Читаме од... Ја би сакал да започнам од 21 стих, па надолу. Зашто оние што беа станале свештеници без заклетва, кои се тие? Тоа се старозаветните свештеници. Например, Арон и сите негови наследници. Или преемници, што би рекле во православието. Сукцесори. Сите тие станале без заклетва. Апостол Павле сака да нагласи колку е поважно, колку е поголемо Христовото првосвештенство. Бидејќи тие беа назначени, Арон и неговите наследници, беа назначени да бидат свештеници според законот, бидејќи Господ така наредил. Но Господ е секојаш поголем и од својот закон, како што секој законодавец е поголем од своите закони. Но Христос станал првосвещеник според Божијата заклетва, значи не според закон, туку според заклетва, кога самиот Господ, значи Бог Отецот, се заколна, еве сега предложува, значи, а тој со заклетва, 21 стих, преку оној кој му рече, тоа е само Отецот, само еден постои што е поголем од Христа во целиот универзум, се заколна Господ и нема да се раскае. Ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. Затоа Исус стана залог на толку подобар завет. Значи, оној завет на кој што Исус му е првосвещеник, или, подобро речено, оној завет каде што првосвещеник е некој што станал таков по заклетва Божја, е многу подобар завет од оној завет каде што за првосвещеник служи некој кој што е назначен таков според законот. Зошто заклетвата Божја е поголема од Божиот закон? Затоа што Господ е поголем од законот. Но Господ не е поголем од себе си. И кога Господ се заколнал, апостол Павле вели дека бидејќи не постои ништо поголемо од Господ, се заколнал во себе си. Бидејќи не постои ништо поголемо, ништо по-свето, ништо по-значајно од него самиот. Се заколнал во оно што е најголемо, највисоко, најсвето во самиот себе си. И затоа таквата служба, која што е назначена по Божја заклетва, е многу по-возвишена од онаа која што била назначена според Мојсеевиот закон. И понатаму вели, 23 стих, еве и друг контраст, а тие беа многу свештеници. Значи од Арон па до Кајафа, еден куп. Зошто беа многу? Зашто смртта не им даваше да остане само еден. Може Арон значи да бил цело време 1500 години, додека дојде Христос. А тој, Исус, бидејќи живее вечно, има свештенство што нема да мине на друг. Ево е многу битно. Зошто? Бидејќи, што тврди антихристот, например. И не само, и многу антихристи можеби. Дека Христовото свештенство преминало на друг.
Демек, Христос се вознал и повеќе нема работа со нас. Има други поважни работи, други поважни интереси. А сега папата, односно наследниците на Свети Петар, демек преминало Христовото свештенство од Христа на Петар, и сега понатаму од Петар на, мислам беше Линус, така сегаше римскиот епископ, после Петар. После Линус беше Климент Римски, на крајот од првиот век, и така натаму. И сите папи мислат дека се наследници, формално се, до овој денешниот Хорхе, аргентинецот, наследници на таа линија на римски епископи од Свети Петар наваму. Но апостол Павле тврди дека Христовото свештенство не преминало на некој друг. Никој на оваа земја не е заменик Христов во тој смисол. Само Светиот Дух е негов заменик, а тој не е човек. Не е смртен и грешен човек. Дваесет стих. Че бидејќи овој првосвештеник, новозаветниот, вечно живее, смртта, значи, нема веќе власт над него, затоа тој и може за вечно, ова е многу интересно, да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога. Зошто? Бидејќи е секогаш жив, за да се моли за нив. Колку радосна вест. Тешко нас, ако нашето спасение зависеше од Хорхе Берголјо, од неговото посредништво. Тој не ни знае кој сум јас. Ај, може би мене или Борче ќе ме најдат на интернет, ама да речеме Трајче. Како ќе се спаси Трајче? Хорхе Берголјо не ни слушнал. И тебе ќе ти има. Кој ќе се моли за тебе? Или тешко нас ако нашето спасение зависеше од било кој друг, било кој православен патриарх, например, или најблискиот епископ, од било кој смртен и грешен човек, со други зборови. Но видите колку радосна вест е ова што вели Павле, затоа Христос за вечно може да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, значи кои што него го имаат за посредник. Зошто? Бидејќи е секогаш жив, за да се моли за нив. Христос е секогаш жив да се моли за нас денес. И сега доаѓаме до клучниот 26 и 27 стих. Таков првосвещеник и ни требаше. Еве го контрастот. И сега, ако од ваков првосвещеник се вратиме, преминеме на папата или на било кој друг, тогаш што е тоа подобро од Ароновото свештенство? Од сето оно што било фалично, значи во Стариот Завет. Што е подобро папата од Арон? Што е подобро папата од Кајафа? Што е подобро било кој денешен епископ од сите нив, сите тие левитски свештеници? Па тие беа смртни, грешни, принесуваа многу жртви, се менува, смртта не им даваше да продолжат, и така натаму, и така натаму. А сега вели, таков првосвещеник и ни требаше, свет, непорочен, неосквернет. Видите како е опишан Христос. Свет, непорочен, неосквернет, одвоен од грешниците и возвишен над небесата. Значи, таков е сега, кога е на небото, како првосвещеник. Одвоен од грешниците. Не е ни тука, меѓу нас, физички. Кој нема потреба, како и другите првосвещеници, кој нема потреба никако папите, никако обичните свештеници на земјава, што денес постојат, или што постоеле во Стариот Завет, секојдневно да принесува жртва. Значи, Христос нема потреба секојдневно да принесува жртва. А кој имал таква потреба? Земските свештеници.
Дори католичката црква што тврди, Луиза, дека мисата представува секојдневна жртва што се служи на олтарот. Секој ден, бидејќи ја нарекуваат жртва, одново го жртвуваат Христа секој ден. Било тоа да се земе, било старозаветните животински жртви, сето тоа е контраст спротивно на ова што Павле го зборува за новозаветниот првосвещеник. Тој нема потреба, како и другите првосвещеници, секојдневно да принесува жртва, прво за гревовите своји. Сега, во вторник, кој ќе биде божикната литургија, ако ја гледате на телевизија, ќе видите дека свештениците прво тие се причестуваат, а потоа народот. Што правеше старозаветниот првосвещеник? Прво, тој принесуваше жртва за... Што беше тоа? Тоа беше вол. Цел вол. За гревовите, да биде помирени неговите гревови, за да може тој воопшто да биде сега посредник за народот, да добие помирување на Јом Кипур. Прво неговите гревови да бидат очистени и на неговото семејство со тој вол. А потоа со јарецот принесува жртва за очистување на народот. И тука вели, а потоа и за оние на народот, 27 стих, бидејќи тој го изврши тоа, Исус, нема потреба да принесува жртви постојано, тој тоа го изврши еднаш за секогаш, откако сам себе се принесе како жртва. И уште 28 стих, последниот од главата, кој вели, зашто законот за првосвещеници поставува луѓе што се немокни. Кој бе тие? Уште еднаш Арон и сите до Кајафа, сите негови наследници. Или до оној кога бил срушен храмот во 70-та година. Но во Божи очи само до Кајафа важело тоа свештенство. До Христа. Значи, законот за првосвещеници поставува луѓе што се немокни, а словото на клетвата, значи Божјата заклетва, што е по законот, го постави Синот, кој е вечно совршен. Видите, и за брат Јоже, и за сите други. Апостол Павле, истиот апостол, значи, тука го опишува Христа, да се подсетиме, каков е свет, непорочен, неосквернет, одвоен од грешниците и возвишен над небесата и вечно совршен во 28 стих. Значи, ваков првосвещеник, свет, непорочен, вечно совршен, одвоен од грешниците, неосквернет, и со ништо неосквернет, вечно совршен. За таквиот истиот вели, она второто што го спомена Зоран за време на поуката, и што го проучувавме во Евреите 2 глава во истата книга, дека таквиот требаше во се да заличи на браќата. Значи, сега таквиот свет, неосквернет, непорочен, вечно совршен првосвещеник е тој што дошол во грешното тело. А сега тие две работи. Свет, непорочен, неосквернет, вечно совршен. А од друга страна, живеел барем 33,5 години во грешното тело. Тоа е новозаветната наука. Значи, Христос не бил свет, совршен, непорочен, неосквернет, затоа што бил супермен, што кажа Борче во ноември. Затоа што бил во некоја поинаква човечка природа. А видите, сите христијани, скоро сите христијани така мислат. Прашите било кој христијанин, така и мисли. Па да, човечки да се греши, ние луѓето сме грешници, грешиме, но Христос бил Бог. Христос не е опишан како првосвещеник ваков, затоа што бил Бог, туку тој бил таков како човек.
иако бил изложен на сите искушенија, додека во вакво исто тело живеел на земјата. И да се подсетиме на тие зборови, Евреите 2 глава, само на тој стих, 17-тиот. Значи, тој не прими ангелска природа, туку од Аврамовите потомци, или, како што велат некои преводи, од семето Авраамово. И сега 17 стих. Затоа тој мораше во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот. Значи, овој свет, совршен, неосквернет, непорочен, бесмртен, вечен првосвещеник, требаше во се да личи на браќата. Кои си тие, кои што не се срами да ги нарече браќа? Кои се тие од кои што Христос не се срами да ги нарече браќа? Тоа сме сите ние. Дали Христос би имал причина да се срами од нас? Дали Христос би имал причини? Има еден куп причини за да се срами од нас. Дали Христос се гордее со нас? Видите, има луѓе со кои што Господ се гордел. Скажете што му рече Господ на сатаната за Јов? А го гледаш ли? Оној мојон таму. Или го гледаш ли Даниел во Вавилон? Може ли тоа да го каже? Го гледаш ли Јани во Скопје? Имало луѓе со кои што Господ можел да се пофали пред небесните светови, иако и тие се создадени, не се тие нешто поголеми од него или рамни на него, но тој сака да покаже како неговата милост делува кај некои луѓе на земја. Тој во се требаше да личи на нас. Зошто требаше во се да личи на нас? Зошто зеде еднакво учество во телото и крвта, она што сме ние? Зошто мораше во се да личи на нас? Значи, не е доволно да имаме првосвещеник што е свет, совршен, тоа е многу потребно, но не е доволно. Значи, не е доволно само да се истакне тоа што е божествено, иако тоа Христос го постигнал како човек, не со својата божествена сила, со својата послушност кон Бога, со својата совршена вера додека живеел на земјата. Но луѓето ќе речат, па добро, затоа што Христос бил Бог, затоа бил ваков, како што го читавме во 7 глава. Но сега, за да не дојдеме до таков погрешен заклучок, Павле на друго место нагласува дека овој првосвещеник, како што го прочитавме, свет, совршен, непорочен, неосквернет, зел не ангелска природа, туку Аврамово семе, односно нашата грешна, падната природа. Живеел во ова наше грешно тело. Зошто? Зошто тоа било потребно? И тука доаѓаме до следната Павлова мисла. Затоа што, 18 стих, она што сам претрпе откако беше искушен, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Ова мисла, ако даде Господ следната сабота, повеќе ќе ја објасниме. Значи, причината зашто Христос требаше во се да личи на нас, е таа причина од која што бега новата теологија. И целата наука на сите антихристи, како што Јован би ги нарекол. Сите што не признаваат дека Христос дошол во плот, во грешното тело. Тие бегаат од вистината дека Христос беше во се искушан како и ние. Значи, нам ни треба првосвещеник кој што ќе може да ги спои, да го спои човештвото со божеството. Ако Христос ја немаше нашата природа, тој немаше да биде искушан како и ние.
немаше да претрпи се како и ние. И според тоа не може да биде наш посредник. Затоа во оно што сам претрпе, откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Значи, кој е тој што може да ви помогне во вашите искушенија? Некој што самиот поминал низ нив. Сега, а ако Христос не поминал низ нив, и тоа не го тврдат само православни, католици и сите протестанти, или повеќето, тоа го тврди и новата теологија во адвентизмот. Христос во нешто бил како Адам после гревот, ама во нешто, во што е тоа нешто? Каде што не бил сличен на Адам, а во телесните страсти, искушенија и така натаму. Во оно што сакаат да си го оправдаат неморалните адвентистички проповедници. Оно што сакаат да си го оправдаат, а што не може да се оправда. Ке биде и за нив мене текел, уфарсин, ако не се покајат од своите гревови. Не само некој што во се бил искушан како и ние, ќе може да ни помогне во тоа, ќе може да ми помогне во тоа искушение. Затоа, ако Христос не бил таков, како што проповеда Антихристот и сите негови следбеници до ден денес, тогаш каде луѓето ќе го бараат посредник? Значи Христос не е посредник. Што дека е свет? Што дека е Господ? Што дека е вечен? Што дека е неосквернет? Ако не бил искушан во се како и јас, не може да ми помогне, не може да биде мој посредник. И ако тој не може да биде мој посредник затоа што Боже ми имал поинаква природа од мојата, тогаш кој ќе може да биде мој посредник? Каде ќе го барам тогаш посредникот? Ќе го барам во сите светци. Значи, гледате како последица на тоа учење се надоврзува сега други учења, дека светците посредуваат за нас. Зошто? Бидејќи тие поминале низ нашите искушенија. Само некој што поминал низ нашите искушенија може да биде мој посредник пред Бога. А зошто така? Зошто толку се надеваат луѓето на светците? Зошто често пати може да чуете како некој ќе рече се најдов во некоја мака искушение и тогаш се помолив на Богородица или тогаш се помолив на Свети Георгија и така натаму. Јас веднаш да ви кажам дека со почит ги изговорам овие имиња, но проблемот е што зашто луѓето се надеваат на нив? Зашто не речат се помолив на Исуса? Затоа што Исус е свет. И затоа што е Бог, а јас сум грешен, ја немам фаца да се појавам пред Исуса. Мене ми е срам да го изговорам неговото име, бидејќи сум грешен. Мене ме пече совеста, како сега пред Исуса. Прво треба да се оправдам поинаку. И гледате, тука ѓаволот ги лаже луѓето. Христос сака да дојдеме кај него такви како што сме. Такви се, со најпрљавите гаки, сака да дојдеме кај него, за да тој не очисти. А луѓето, бидејќи го перцепираат, значи зборам за искрени христијани, не зборам сега за лицемери. Зборам за искрени христијани и за вистински светци, што навистина го победиле гревот во својот живот. Тие, луѓето бидејќи се срамат да искочат пред Исус, Исус е премногу свет, Исус е Господ, прво сакаат да се оправдаат со некој што го чувствуваат за поблизок. Затоа Марија, Свети Георги и останатите. Го чувствувам поблизок. Преку тој да ми биде посредник, тој да се моли за мене. И така натаму, и така натаму. Зошто? Затоа што не ја чувствувам, ја немам таа врска лично со Христа. Затоа што мислам дека Христос не бил искушен во секако и ние. Затоа што
Ако не бил на вистина, ако имал поинаква природа, тој на вистина и не може на искушуваните да им помогне. Како што вели Павле во 80 стих. И сега, иако веќе помина 11 или некоја минута, само ќе прочитам еден друг текст, познат текст и тој. Може и да погодите каде одам во Новиот Завет. Во Римјаните 8 глава. И ако даде Господ, ќе предложиме следната сабота. Оно што го објаснив мијатиот пат, грешно тело. Значи, не Джон Си Вагнер, самиот Павле го споменува тој израз, ама малку поинакво граматички. Како го споменува? Дека Христос на вистина дошол во грешното тело. Римјаните 8 глава, ќе почнеме да читаме од првиот стих. Да. Сега ќе го прочитаме. Почнуваме од првиот стих. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос. Тука завршува првиот стих. Како гласи во Константинов? Само така, до тука е првиот стих? Или Константинов го додава вториот дел? Значи, го има цел стих, комплетен. Да. Во некои преводи, вториот дел од стихот е ставен како фуснота под на маргините на страницата. А во некои преводи воопшто го нема вториот дел. Значи, комплетно стихот гласи: и сега нема никаква осуда или осудување за оние кои се во Исус Христос и кои одат не по телото, туку по духот, или живеат во некои преводи живеат не по телото, туку по духот. Многу важно. Значи, разликата не е во телото, не е тука проблемот. Зошто сме ние грешни, а Христос бил безгрешен. Тој го зел истото тело. Но од новата теологија и секоја наука на антихристот од тоа сака да побегне. Таа сака да каже дека во телото, во ваквото тело наше е проблемот и затоа ние ќе си грешиме додека Христос не дојде. Значи ќе си грешат. И кога ќе заврши времето на милоста, и кога ќе нема посредник во небесното, тие ќе си грешат. И потоа ќе отидат по ѓаволите. Бидејќи со непомирени, неопростени, неочистени гревови, каде ќе отидат? Каде може да отидат на друго место? Освен во гиената огнена. Но разликата е помеѓу посветените и грешниците е што овие првите не ода, едните другите го имат истото тело, дори Господ го имаше истото тело. Туку овие првите не одат по телото, туку одат по духот, како што Господ одеше. Зашто законот на духот, кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и на смртта, односно од телесните закони. Телесните пориви, импулси, како поинеко се нарекуваат, нагони, страсти. Она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради што? Поради телото. Што ми кажуваше еднаш Дејан Петревски во војска, вели, им дава некоја субстанца на војниците, за да не бъдат да ги умртват колку што можат телесните страсти, да не се занимаваат со нечисти мисли, им давале некоја субстанција за бром беше, да, сега ми го каже тоа.
Видите, кога таму каде што е потребно да се развие дисциплина, каде што луѓето е потребно да бидат будни, да бидат во најдобра форма и умствено и телесно, и таму луѓето го разбираат ова нешто, дека за да бидеш таков, значи треба да бидеш слободен од телесните страсти. Но наместо субстанции и разни други допинзи, Господ ни го дава најубавото средство за тоа, а тоа е Светиот Дух. Затоа законот беше слаб. Значи, ти можеш да му наредиш, и на војската можеш да ја наредиш еден куп работи, а сепак наредбодавците разбираат дека тие, на кои што им наредуваш, по тело се слаби и нема совршено да ти бидат послушни. Освен ако не ги појачаш некако со нешто, ако не бидат засилени со нешто. Бидејќи законот беше слаб поради телото, тоа што законот не можеше да го направи, тоа го направи Бог, го изврши Бог, испрекајќи го Синот свој во какво тело? Вели Павле, во тело слично или подобно на телото на гревот. Или грешното тело. Значи, Господ го испрати својот син во истото тело. Ама која е разликата? Да, затоа што Христос од секојаш го има Светиот Дух по природа и во Витлеем се роди онака како што неговите браќа можат само наново да се родат со Светиот Дух. Но тој физички, тој телесно се роди од утробата на Марија со Светиот Дух, онака како што ние можеме само одново да се родиме во водената бања. Христос од секогаш, значи од старт, го имаше Светиот Дух, затоа Христос беше поинакво бебе од сите други бебиња. Уште кај најмала возраст кај бебињата можеме да забележиме себичност. И таква е природата. Грешната, падната природа. Христос беше поинакво бебе, не затоа што имаше поинаква човечка природа, туку затоа што од старт го имаше Светиот Дух. Беше роден од Духот, а не само од телото на Марија. И постојано го имаше Светиот Дух во себе си. И како дете, и како момче, и како млад човек, додека не ја започне својата мисија, крштевајќи се од Јована во реката Јордан. И затоа во 4 стих, понатаму вели Павле, за да се исполни заповета на законот во нас, кои живееме не по телото, туку по духот. Зашто оние кои живеат по тело, копнеат зашо? Зашто мислат и зборат луѓето цело време? За телесните страсти. Копнеат по телесното. А кои живеат по духот, тие копнеат по што? По духовното. Копнеат по духовното. Да ни го даде Господ повторно овој копнеш, браќа и сестри. Бејќи луѓето копнеат по телесното. Ми вели еден, ај срекнем овој Господ не даде поише пари оваа година. И сега, не че тоа да го исмејуваме, ведејќи парите на сите не се потребни. Господ да ти даде жена, Господ да ти даде деца, внучиња, не знам што. Сето тоа е нешто убаво, нели? Но многу поубаво тоа е Господа дојде уште оваа година. Многу, за мене, тој кој копне по тоа нешто, тој има поголемо блаженство. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.